Поздрав и ова саботно попладне до сите вас кои што сте во потрага по среќата. А како што велат од државна лотарија, среќата е под прстите, само треба да ја зграбчиме. Во следниве 30 минути во новото издание на Фактор Среќа за среќата ќе зборувам со една прекрасна млада и шармантна дама која што е театарска и филмска актерка. Таа е влюбеник во плочите, во долгите прошетки, во шапките и во уште некои фини нешта кои што предизвикуваат среќа во незиниот живот и во незиното секојдневие. Драгана Левенска, денес гостинка во Фактор Среќа на телевизија Алфа. Добре ни дојде. Конечно за прв пат во телевизија Алфа. Добре ве најдов, добре те најдов и да, прв пат сум во Алфа телевизија и ти благодарам многу на поканата. Драго ми е што сум дел од оваа прва сезона и дај Боже да имаш уште многу сезони. Ти благодарам, Драгана. Ти си една од оние актерки кои што секогаш зрачат среќа. Ти благодарам. Со топлината во очите и со насмевката која што секогаш ти го красти лицето, без разлика каде ќе те сретне човек, дали во театар или надвор од него. Ти благодарам многу, Ирена, на убавите зборови, убавите комплименти. Истото јас го мислам за тебе. Ти благодарам. Што е она што те прави среќна? Кои се тие ситни нешта кои што предизвикуваат насмевка на лицето на убавата Драгана? Па јас во суштина генерално различни луѓе, различни карактери и секој различно ја црпи среќата. Јас може ќе звучам сега како некое клише, но мене на вистина малите работи ме прават особено среќна и тоа сум го почувствувала неколку пати. Не ме прави големата слика среќна, колку што ме прави помалата слика среќна. Ме прави среќна кога ќе се видам со моите најблиски другарки, кога ќе спијам кафе со нив или некој джин тоник, кога ќе поразговарам со нив, ме прави среќна кога ќе ги видам мајка ми и татко ми, бидејќи они не живеат овде. Ме прави среќна дефинитивно кога сум на сцена, кога сум, кога работам некој нов проект надвор од Македонскиот народен театар. Ме прави среќна кога ќе видам задоволна публика и најмногу ме прави среќна кога поминувам повеќе време со моите внуци Филип и Лија. Тоа се тие фактори на среќа во твојот живот За и во мене, твоето секојдневие. Дали низ годините се научуваме да ја препознаваме среќата во сите тие нешта што ме обкружуваат? Односно, дали од секогаш си уживала во овие нешта што ги наброја или можеби со годините, со зрелоста, со животната мудрост научи да ја гледа среќата во сите? Да, освен тоа што овие последниве 2-3 години ја имав таа среќа да станам тетка, мојата најубава улога. Но на кое што го научив низ годиниве наназад, а тоа е дека без разлика колку големи работи ти се случуваат во твојот живот или во твоето секојдневие или некоја улога или дали е професионално, дали е приватно, ако не си ти внатре исполнет и задоволен, тогаш е дефинитивно се џабе. И тоа сум го почувствувала. И навистина е така. И затоа сум почнала повеќе да работам внатре во себе, за да бидам едноставно среќна и тогаш кога не се случува ништо. А тоа е многу важно. Затоа што ние сите мислиме дека ако имаме нови проекти или партнерот дека ќе не направи среќен, меѓутоа тоа е една заблуда. Барем јас ја доживувам како заблуда, затоа што никој не може да ги пополни оние празнини, пукнатинки, ајде да кажам, кои што сите ние ги имаме, да не се лажеме. За нив сме задолжени ние. Исто така за нашата среќа сме задолжени буквално ние. Не може никој партнер или никоја улога да ме направи среќна. Може да моментално, но многу е важно да си внатре во себе си исполнет човек. Само исполнет човек е среќен човек. Исполнет човек зрачи, исполнет човек говори убаво, се смее
И тоа е она кое што сум го учела овие години и сум така малце сум се посветила повеќе на таа тема. Да не се залажувам многу со оние материјални работи кои што се навистина моментални. А кога ќе дојдете нели дома, некако внатре во себе се чувствувате или тесно или не ви е нешто така добро и затоа е многу важно прво внатре да зрачите за да излезе надвор на вистинското од вас. Си го пронашла начинот како да ја почувствуваш среќата и тогаш кога ќе се спушти завесата, кога ќе се изгасат рефлекторите, кога ќе стивнат аплаузите и кога си сама со себе и со светот кој што те обкружува и е твоја реалност. Во однос на среќата што ти ја носи театарот и твојата професија, тоа е остварување на еден твој дамнешен сон, кој што на почетокот не се оствари така лесно. Затоа што во периодот кога ти требаше да се запишеш на студии, немаше прием на актерска игра, да. Тоа беше 2 години. Има пауза, тогаш така се случуваше едноставно да има пауза. Сега мислам дека не е повеќе така ни на двете академии, ни на приватната, ни на државната, што според мене треба да се направи таков рез, ајде да го наречам. Мислам дека е здраво, бидејќи имаме навистина многу актери, млади, кои што за жал имаме прекрасни млади талентирани актери кои што се уште не се вработени. Кај мене тоа се случи па не многу доцна, имав 29-23 години, претходно студирав општа и компаративна книжевност. Тоа е еден прекрасен факултет Ирина кој што ми дал толку многу богатство, ајде да кажам, каде што ни една академија не би ми го дала тоа знаење. И кога отидов веќе на академија имав некаква подкова, ајде така да... Одлична подготовка. Да, одлично. И ми беше повторување во однос на некои предмети. И сум многу благодарна што прво се најдов таму и се најдов на тој факултет во една прекрасна група, ретко добра група, ретко добри луѓе. До ден денеска со некој од нив сум во контакт и едни фантастични и одлични професори како што е Владимир Мартиновски, Катица Ќулавкова, Маја Бојаджиевска и така натаму. И после тоа знам кога бе веќе 3-та година на студиите, Баге, покоен за жал, он оформи, имаше театар Мал драмски Битола и ме покани да правиме представа Умри машки. Имавме гостување, се сеќавам, во Крајн и само ме праша дали сакаш, пошто он знаеше дека јас се подготвувам за академија. И меѓутоа јас се подготвував за академија во Белград. Ова е нешто што го немам кажано. Но ета некако поинаку се погодија коцките се наместија и јас само кажав да сакам. Ама чекај малку, имаш нели испити? Не, јас секако ќе ги положам тие испити. Тоа беше предлетен период и реков јас сакам. Отидовме во драмски театар, го земавме текстот, се спремавме, отидовме во Крајн и после тоа настапувавме на еден фестивал кој што е во Ресен. Актерот на Европа ми се чини дека се викаше фестивалот, не знам дали се уште постои тој фестивал и настапувавме и таму. Тоа беше исто летен период. Јас ништо немам положено од испити и ми се јавува покоен Баге, ја бев кај другарка ми Бисера во Битола, он е од Битола и ми вели ајде дојди, вика, малко, вика, во бифе, вика, да поразговараме нешто. Во бифето во Битолскиот театар. Јас, ајде, добро. И овдиме со другарка ми Бисера и ми соопштува дека ректорот вечерта, кој што беше и главен креатор на самиот фестивал, Јордан Плевнеш, дека ми понудил дека имам добиено стипендија на Универзитетот Есра. Нормално благодарение на Баге и ова многу ретко го кажувам вака, баш како што било.
И така се случи тоа. Јас отидов, ги земав документите на реверс, ми помогна професорката Катица Ќулавкова и ја добив таа стипендија во прва година, потоа во втора и трета година, благодарение на Љубе Цветановски, исто покоен, добив половична стипендија, веќе во втора година, веќе работев во Драмски театар, во професионални представи и не се свртев никогаш да го дозавршам факултетот општа и компаративна книжевност, но така некако тргна таа моја приказна и тоа е она кога ќе се најдете во право место и на право време со вистинските луѓе, да ја имате таа среќа. Тоа ќе речев. Да. Тоа е тој фактор среќа, тогаш ги замешал прстите, но и ти не си се откажувала од твојата Не, јас едноставно само прва желба. поради одредени фактори, одредени околности, не можев порано да го изреализирам тоа, но многу работев на тоа. Јас уште кога завршив средно јас знаев што ќе бидам, уште многу мала јас знаев што ќе бидам. Јас од 9 години сум на сцена. И едноставно мене сцената ми е природно тло, како дома, буквално. Ова емисија ми е исто така, комфортно ми е, не ми е ништо стресно, не ми е ништо ново. И така некако настана таа приказна и баше за... Баше убава за раскажување и за мотив за сите останати кои што можеби на момент се прашува дали треба да ги следат собствените желби и да ги остварат своите соништа. Апсолутно дека треба, колку и да има пречки на патот, нормално е да ги има, ќе ги поминат, само ако се сигурни дека го прават тоа што они навистина го сакаат. Кога нешто сакаме, колку и да имаме пречки на патот, стигнуваме до таму. А задоволството е многу огромно кога ќе се доближиме до целта. Да, и вистинска среќа е човек да го работи тоа што го сака. Најголемата среќа е да ја пронедеш професијата која што ја сакаш, а уште поголема среќа е да го работиш тоа што го сакаш. И истото и во приватниот живот, голема среќа, барем за мене, е да најдеш прав и добар човек. Колку театарот го живееш надвор од театарот? Па, односно, колку актерството веќе ти стана начин на живот? Кога бев помлада, ајде да кажам, кога почнав на почетоците, буквално и надвор го носев тој сензибилитет со мене, таа магија, ајде да кажам. Но сега некако кога ќе се спушти завесата, кога ќе заврши представата, едноставно влегувам во гримиорна, си го облекувам мојот костим, го оставам костимот на улогата, односно кожата, условно кажано, и тргнувам скоро секогаш пешки на кај дома. Бидејќи не живеам нешто многу далеку од Македонски народен театар, меѓутоа сакам да испешачам со така едно посебно задоволство. Тоа е едно необјаснливо задоволство кое што се случува после театарска представа, но исто така и после проба. Иако јас, да бидам искрена, многу повеќе го сакам процесот додека се креира една улога, додека се пробите. Мене многу го обожувам тој креативен процес, кога истражувам, кога испитувам како му е на ликот, што треба да кажам, зошто сум тука сега на сцена. Мене тоа ми е многу по-инспиративно некако, не знам, уживам баш во тие моменти, иако има и тешки процеси, нели, не е се така полетно. Меѓутоа, гледам секогаш да го земам на доброто од некој процес, па дури од лош процес, и од лошото на некој начин учиш. Учиме и созреваме. Бидејќи го спомна процесот, процесот и пешачењето, сакам да те прашам дали уште ти се случува кога пишачиш да си повторуваш текст, затоа што еднаш имам прочитано одамна во некој твој интервју дека така всушност вежбаш. Да. И тоа ми е најубавиот некако начин на повторување на текст, или од дома кога ќе тргнам пешки до театар, да во себе да си ги
да си ги кажувам репликите, тој цел ден буквално дома ми траат, не се тоа подготовки, него полека некако си се спремам. Без разлика дали имам мала или поголема улога. Мене секоја улога ми е значајна и на секоја улога се радувам. Тоа е веќе професионализам и вистински однос. Сега, кога веќе слушнавме и дознавме кои се нештата што те прават среќна, да прашам и дали некогаш си играла игри на среќа? Имаше еден период. Имаше еден период кога знаев да купам грепка, но не добивав искрено. Не мислам дека имаме среќа. Тоа сега ќе имаме шанса да го поправиме. Да, имав еден период, така знам со другарка ми, ајде да купиме грепка, но не ми одело нешто многу. Не смеш да се разочаруваш, а еве јас и овој пат ќе ти пружам една можност да ја пробаме на лице место среќата. Секако ќе добиеш и комплетче со урбан стил грепки од Државна лотарија за дома. Меѓутоа да направиме една кратка пауза од разговорот, па ќе продолжиме со исто темпо, само да видиме дали е вистина тоа дека немаш среќа во игрите на среќа. Ама ова е пола среќа моја, пола ваша. Да, ајде, ќе видиме. Значи да ги изгребеме по линијата и да видиме што се крие. Добро. Овие овде, така? Така. Добро, овие се некои нови. Овие урбан стил грепки на Државна лотарија, инаку може да ти донесат парични награди, но може да ти донесат и електричен скутер, некогаш и да одмориш од пешачење, да си отидеш со еко-скутер до театар и Тоа назад. ќе го подарам. Треба 3 полиња да се искрепат со ист износ за да имаме добивка. Ќе видиме сега. Ајде. Што ќе кажат Ќе полињата? видиме. Еве уште едно 50 денари и имам нова грепка. Па добро, значи не е недобитна. Така Сепак е. нешто има. Да. Значи имам нова грепка. Нова грепка која Три- што... Така. Да, така? Да, одлично. Добро. И тоа е тоа. Со оваа грепка ќе си добиеш нова во некој од продажните места на Државна јас извинувам, лотарија, ова па ќе доле го видиме што ќе расфрлав. се крие. Ништо не е тоа. Ете, човек што се радува на мали работи, се радува и на вакви мали работи. И ова е некаква среќа, еден вид среќа, нели? Така е, но некогаш малата среќа па води чекор поблиску до поголем. Да. Драгана, колку е различна работата во театар од работата на филм, на ТВ серија и што ти исполнува повеќе, ако може воопшто да се прави некоја таква споредба? Театарот е незаменлив. Или таа магија која што ја носи театарот сам по себе. Театарот е уметност на мигот, а филмот е траен печат. Но во последниве години навистина многу ме инспирира филмот и повеќе не мислам дека е некоја, ајде да кажам, лесна уметност, напротив. За жал, кај нас не се снима толку многу во однос на серии посебно, нели? Немаме ние развиено таква филмска индустрија, но веќе ми се подеднакви. Дури сега ве искрено повеќе би сакала да работам на серии или на филм, или на добри серии и добар филм. Се пронајдов во тоа. Некако сум многу повеќе своја, ајде да кажам, ми годи тоа, убаво ми е. Таа микроглума која што јас многу ја сакам, која што имам мои колеги кои што од постарата генерација каде што маестрално го пренесуваат тоа во театар и каде што до ден денеска учам буквално од нив. Тука ќе ги споменам, тука е Тони Михајловски, Јордан Симонов, Оливер Митковски, од помладите Сашко Коцев, Гора, Звездана Ангеловска, Игор Џамбазов. И
баш некако бидејќи имам работено со Јордан Симонов, со Оли имам неколку проекти, баш како сунгер со впивала од нив на таа микроглума која што они ја пренесуваат во театар да изгледа буквално како филм. Процесот на работа е различен затоа што филмот бара еден поинаков континуитет, нели не се почнува секогаш од почетокот на сценариото, може да се почне од средина, може да се почне од крајот, бара една посебна концентрација и една посебна спремност. Во театар нели се почнува од првата сцена, се почнува со читачките проби, но и филмот сам по себе ја носи некоја магија во него. Меѓутоа, начинот на изградба на улогите е, барем за мене, за моето скромно искуство пред камера, е идентичен и е буквално ист. Постои едно големо актерско име, Стела Аблер, каде што системот на Станиславски, самоизградба на актерот, го носи во Америка, во Лос Анџелес, каде што го отвара својата академија за глума, филмска глума. Во Лос Анџелес има и во Њу Јорк. До ден денеска постои Стела Аблер како академија. И го кажувам ова затоа што она е првиот ментор на Марлон Брандо, каде што подоцна он има напишано и книга за неа. И Елизабета Тейлор исто така, мислам дека била нејзина студентка, но она го пренесува системот на Станиславски. Системот на Станиславски е оној кој што го учиме ние на академија по актерска игра, нели, во театар. Така да сите тие техники, преживувања и така натаму, она им ги пренесува и на оние големи имиња, нели, кои што ние ги знаеме од филмското платно. Така да не е тоа дека за филм и не ти треба академија или не ти треба некакво школо, некаква подготовка, некакво знаење. И камера треба да те сака. Тоа е исто како што и сцената треба да те сака. Бидејќи спомна големи звучни филмски имиња, колку често те споредуваат со легендарната Одри Хепберн, со која што навистина имаш многу сличности? Па добро, кога бев помлада повеќе, но некогаш јас до ден денеска кога ќе ја видам на слики, така ми е но една е Одри, добро, најмногу послаба, потенка од мене, имаме поразлична конструкција, но може би нешто на смевката, очите, сензибилитетот, женственоста, ајде да кажам, но никогаш не сум била така занесна, нешто дека нели личам на Одри и така натаму. Чисто ми збореле и за Пенелопе Круз, но они се едни, нели, своји. Јас сум си исто своја, но би ви излажала дека не ми годело тоа во одредени моменти, дека не ми годи до ден денес. Прекрасен комплимент. Не само физичката сличност, може би и сензибилитет за стил, за мода, уште една твоја карактерна црта во која што очигледно уживаш, затоа што ни сите овие години како актерка си нормално и јавно лице, а ниту еднаш досега не си подклекнала на тие актуелни трендови, не си била унифицирана како многумина други, туку си за сите овие години своја, со свој стил. Да, и имав доста борба во однос на тоа. Имав еден период кога онака подзастанав и си реков дали треба нешто јас да променам во себе си, нели, за да бидеш можеби поприфатлива, дали треба нешто да направам за да се доближам, нели, повеќе до публика, затоа што во еден момент сваќаш дека малку си различен, односно гледаш дека си малку различен, но имав среќа
да се изборам со тоа и да сватам дека доколку би направила некој таков исчекор, јас би се изгубила себе си и би се изгубила мојата автентичност. И тогаш не би била Драгана, би било нешто кое што јас не го сакам и би била многу лажна. А публиката сака искреност. Не сака копии, сака искреност, автентичност, нели, под автентичност се подразбира искреност и драго ми е што успеав да се изборам и мислам дека тоа ми е еден од моите најголеми успеси, да останам буквално своја, па дури и во театар. И баш да се прифатам онаква каква што сум. И да се потпреш на твојата природна убавина, на собствената дарба, на собствената вродена женственост и елеганција. Ги сакаш многу шапките. Многу. И сакаш едноставност при модниот израз. Да, многу ги сакам шапките и имам неколку шапки кои што буквално ми се омилени. И тие ми се... Едната ми е подарок од една моја многу драга постара пријателка, Магдалена, од Русија, многу убава шапка, една кафена. Баш денеска сакав да ја ставам, али ете, има еден многу убава како машна од страна, баш е таква малечка. Имам неколку шапки од Париз, кога сум била на патување. Во Париз јас едва чекав да отидам, не ради ништо друго, само ради шапките, да купам убави кашмирни шапки. Тоа кога бев малку помлада од сега, но многу ги сакам шапките, да, некако кога порано ги носев и многу почесто, сега не така често, но сепак колекционер на шапки. Да, знам да ставам шапка. Мене шапка, чанта, нели жена, девојка, парфем ми се некако така работи кои навистина ги сакам да ги имам. Не сум скромна во однос на тие работи. Уште едно нешто кое што сакаш да го имаш, тоа е добар избор на плочи и тоа има некоја семена генеза, затоа што знам дека имаш една убава колекција наследена од твојот дедо. Да. Баш голема колекција имам наследена од мојот дедо. Дедо по мајка или по татко? По татко. Он знае и така да свири гитара, баш уметничка душа, многу убаво резба. Он секое лето знае да, бидејќи од Берово, од Владимирово поточно, и он кога ќе дојде мај месец, он се пакува и до октомври он е таму, ужива на планина, резба, си прави икони, е баш типична уметничка душа, еден многу кроток, мил, емотивен човек и ми подари доста плочи, дури јас пола од нив, например, не ги знаев, он ми ги кажува, ми ги објаснувал, имаше Здравко Чолич, млад, Тереза, но веројатно Оливер. Направил добра проценка дека ако тебе ти ги даде, дека еден ден ќе ги чуваш и ќе ја зголемуваш таа колекција. И има нешто многу интересно. Оние мали плочи, имаше едно дете на плочата и ми вели, знаеш ли кој е ова? Викам, не знам кој е ова. И вика, ајде уште еднаш види кој е ова. Викам, стварно, викам, не знам, викам, кој е ова. Вика, јас сум. Викам, како, викам ти. Кога бил млад, имале, дали најверојатно, дали некоја група или нешто, аматерство било. И позади пишува, дали он го пишувал текстот, сега не можам точно да се сетам. И вика, ова, вика, јас, вика, едва и вика го најдов, вика, не знае, вика, дека ми е зачувано. И позади стои неговото име, неговото презиме, таа морам да чувам што готи да се случи, а грамофонот ми го подари мојот тетен. И тоа ми е еден исклучително значаен и драг подарок, затоа што буквално ми доаѓа од него. И потоа моите пријатели, другари, јас бидејќи многу го сакам Чет Бейкер, и така често ми носеа плочи, или јас кога сум одела, например, во Париз сум си купувала плочи, иако многу долги години не ми е уклучен грамофонот. Баш убаво сега ме потсетини. Да, сега вики се враќаат повторно во мода плочите како носач на звук. Јас имав еден период кога буквално постојано тоа го правев. И веќе им досадив и на другарките кои ќе ми дојдаа на гости.
али треба повторно да вклучам. Ќе ми биде мило ако ти денешниот разговор е инспирација да уживаш во грамофонот и во звукот на тие стари па и понови плочи. За крај на разговорот би сакала секако да ги спомнеме и твоите родители, ги спомна на почетокот, кажа дека не се тука повеќе од 10 години живеат на Малта и просто е чудо како за сите овие години не доби ти желба можеби да се преселиш таму или на друго место, кога многу од луѓето од нашава земја си ја бараат среќата некаде на страна. Да, моите се во Малта повеќе од 10 години. Јас веќе дури се имам навикнато на се тоа. И сега се последни години таму, 4-5 години, едва и чекам да... Да, често одиш, патуваш. Порано многу почесто, сега и не така често. Малта е убава да се отиде еднашка и да се посети до 2 пати. За мој вкус, 3 пат, 4 не би се вратила да ја видам. Едноставно сакам јас по-големи земји, ајде да кажам. Не сум отишла затоа што не само и да би се пронашла во таа земја не би отишла, затоа што јас сум многу врзана за мојата професија, а нашата професија е јазична професија. И не би можела да функционирам ако не го правам тоа што го правам денес. Би можела, например, нешто, Белград, нешто да ми биде, да можам да патувам и да можам да го работам тоа што го сакам. А ако не го работам тоа што го сакам, јас не би била среќна. Констатиравме дека факторот среќа е многу важен да го имаме во животот и затоа кога веќе ќе ја почувствуваме и кога ќе ја најдеме среќата во одредено поле, во одредена област, истата треба да ја чуваме и да ја негуваме. Драгана, јас уживам во твоето друштво и во денешниот разговор. Се надевам и верувам дека и гледачите исто така. Се надевам. И се надевам дека ќе ни доаѓаш почесто во телевизија Алфа. Да. Ова е едно комплетче, бидејќи немаше многу среќа, не беше недобитна, меѓутоа 50 денари од малите добивки. Дома додека си слушаш музика од твоите плочи и додека уживаш во комфорот на твојот дом, да изгребеш па можеби и некоја поголема добивка. Таман пред Нова година. Да, би било супер како новогодишен подарок. Ви благодарам многу и ти благодарам многу на поканата, ми беше задоволство. И јас уште еднаш ти благодарам на тебе, а им благодарам и на сите гледачи кои што изминативе 30 и нешто минути ги поминавте заедно со нас. Се надевам дека ви инспириравме на среќни моменти, на убава енергија. Ми останува сега да ви посакам убав остаток од вечерта и се разбира да ве потсетам дека и следната сабота во истото време и на истото место ве очекува уште едно ново издание на Фактор среќа.